Почитуван председавач со Комисијата за финансирање Тимчо Мутински, почитувани представници од владата, почитувани пратеници, почитувани медиуми. Пред се почитувани граѓани на Република Македонија, пред нас е закон за задолжување со цел унапредување на основното образование. Ние сме во секој случај за реформи во образованието и тука нема дилеми. И тие реформи треба да бидат силно поддржани, било тоа да се финансиски средства од буџетот или задолжувања, тоа за мене лично нема никаква дилема. Меѓутоа, во ситуација кога Република Македонија генерално е презадолжена држава и јавниот долг е над 60% од бруто домашниот приход, а тоа според Копенхашките критериуми е зона на несигурно однесување на една држава во однос на враќањето на средствата од тие задолжување, ние мораме да бидеме и прецизни, и домакини, и одговорни како политичари, ако тоа веќе не го прави владата. Зашто го велам ова? Затоа што овие средства не се грантови, овие средства еден ден треба некој да ги враќа, и има смисла, дури и да се позајмиме, затоа што, реков, ќе вложиме во образование, меѓутоа, таа смисла ќе биде оправдана само тогаш кога ќе имаме правилна концепција за реформите во образованието генерално, во оваа ситуација за реформите за основното образование. Нормална држава, нормална влада, нормално министерство, пред да посегне по кредитирање, мора да има идеја што сака да направи. Таа идеја се претворува во политички програми и потоа следи еден нормален редослед на работите. Испитувања, јавна расправа, изработка на предпроекти, главни проекти и на крај од сето тоа се прават анализи, финансиски планови, конструкции и дури тогаш можеме да збориме за очекувани резултати и тие резултати нормално да бидат оправдување дали вие ќе се задолжите, дали ќе инвестирате од буџетот и така натаму и така натаму. Лично, како професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, сметам дека секој денар вложен во образованието и науката е денар плюс и вложување во државата. Меѓутоа, за жал, работите некако не се испревратени, како и многу работи кога станува збор за ова. Сигурно сте запознаени дека во тек е јавната расправа, односно таа заврши во парламентот, каде што по наше барање инсистиравме да баш збориме на оваа тема за концептот за основно образование. Тоа е повеќе од потребно, затоа што и на самата јавна расправа произлегува два генерално диференцирани ставови. Едниот став е на власта која упорно сака да го протурка концептот за нов модел на основното образование и нормално владата е од позиција на власт да понуди некои своји поддржувачи и тие поддржувачи не се ни повеќе ни помалку, туку самото Министерство за образование и наука, Бирото за развој на образованието, сосема нормално, таму поставува директор самата влада, Сдружение на директори на основни училишта, партиски блиски професори, некои совети и така натаму и така натаму. Наспротив тоа, оваа концепција е тотално неприфатлива, пазете, за МАНУ, за УКИМ, имате јасно издиференциран став, едногласен на Сенатот на УКИМ, многу факултети, институти, Институтот за национална историја, Институтот за македонски јазик, многу интелектуалци, новинари, родители, опозицијата, но и голем дел од самата позиција. Јавната расправа се одржи во парламентот и според мојот длабоко убедување, заклучоците се сосема јасни. Концептот во обликот во кој е даден е неприфатлив и генерално или имате две опции да го повлечете, или коренито да го преработите со цел да добиете општо прифатлив концепт за основно образование, затоа што тој концепт во суштина е инвестиција во
најмладите ученици, односно во основците. Околу самиот концепт не би сакал многу да должам, меѓутоа има директно поврзано со заемот кој го земаме. Зашто го кажувам тоа? Затоа што ако вие развивате еден нов концепт, тоа е сосема нормално да очекувате дека парите ќе ги инвестирате во тој нов концепт. Самиот концепт значи диаметрално спротивно организирање на основното образование од концептот кој го имаме сега. Ке се задржам само на неколку ситуации со цел да доближам до јавноста каде се проблемите. Имате здружување на предмети. Сега е променет предмет историја и општество, тука ќе влезат историја, општествена географија, општествени науки, етика, религии. Тоа ќе биде еден предмет. Зошто е битно ова? За да го организирате овој предмет, ви требат соодветно инфраструктура, ви требат учебни помагала, ви требат професори кои го изведат тоа. Ако целата стручна, научна фела ви кажува дека ова е лош концепт, тоа значи дека вие ќе позајмите пари за да инвестирате во лош концепт, кој прашање на време е кога ќе биде симнат од дневен ред и односно ќе биде променен со некој друг концепт, ако не го преработите. Вториот проблем – природни науки. Имате модули, хемија, географија, биологија, физика и така натаму и така натаму. Сега основно прашање. Во предлог проектот за заемот викаме ќе инвестираме во лаборатории, ќе инвестираме во кабинети. Како ќе изгледа еден кабинет за предметот природни науки? Барем во поголемите оделенја. Во помалите оделенја и во моје време имаше запознавање на природата и општеството, тоа е сосема окей. Меѓутоа, да организирате кабинет за овие 4 големи природни дисциплини, тоа е апсолутно невозможно. Каде ќе ви бидат химикалиите, каде ќе ви бидат атласите, каде ќе ви бидат картите, каде ќе ви бидат помагалата за биологија, физика, експерименти, се на едно место. Значи, вие мора да имате концепција каде ќе ги инвестирате тие пари, како ќе изгледа тој кабинет за природни науки. Тоа е апсолутно невозможно да го организирате онака како што сте го вие замислиле вашиот концепт. Тоа се џабе, тоа се залудно фрлени пари во нешто што нема логика да го организирате. Исто така, невозможно е да го организирате и предметот информатика, технологии, техники. Ви се молам тоа, јас го предавам на факултет како ќе го сватат основците. Информатиката е посебен предмет кој треба да се изучува посебно затоа што им треба на сите млади. Техника и технологии нека биде изборен предмет, нека биде предмет оние што ќе го изберат. Меѓутоа да ги врзувате тие работи, го скусувате просторот за информатика. А збориме за дигитално општество, за информатики и така натаму. Значи ова е недозволиво. Зашто го викам сето тоа, уште еднаш ќе потенцирам. Треба да инвестираме пари кои ќе ги позајмеме во нешто што е нефункционално. Концептот мора да се преработи, да се осмисли, да се слушне науката, да се слушнат. Во една прилика еден од говорниците рече паметните луѓе. На крај краишта, ако не сте способни да направите концепт, земете некој концепт кој е функционален. На сите ни е јасно сега да не мешам политика, затоа што треба да смениме историската читанка, ние сега мениме концепт за основно образование и дури и се задолжуваме со денешниот условно закон кој треба да понуди задолжување. Не е се исто да знаете кон што целите. Сите целиме кон основно образование во функција на подигање на квалитетот на образованието, затоа што тоа е предуслов за средно образование, за високо образование и така натаму и така натаму. Со основното образование генерално секаде во светот се оди на концептот на описменување на младите луѓе. Не може вакви сложени експерименти да си дозволиме и уште да се задолжуваме за ова да го направиме. Ова го нема никаде. Беше спомнан фински модел, беше спомнат не знам каков модел, ваков тип на концепт за основно образование нема нигде. На некој едноставно му текнало нешто да направи. Во ред, реформи да, меѓутоа не реформи по секоја цена. Затоа што на крај краишта најсе парите што ќе се задолжиме, ќе ги упропастиме младите деца
со нешто што не е проверено и нешто што не може да функционира во реалност. Ви благодарам. Има многу за зборување, меѓутоа се надевам, за мене лично овој закон е неприфатлив. Први треба нов концепт за образование, тек после да размислуваме за задолжување и за изнаоѓање на средства за тоа да биде спроведено, баш онака како што треба во интерес на младите. Благодарам.